Добар ден. Завршуваме недела во која ќе се концентрираме на завршување на еден голем и значаен проект што на оден начин е тест и за македонските капацитети институционални и од аспект на идеи за реализација на ИПА фондовите. Утре е последниот ден од кога од капацитетите на ИПАРТ, кои се средства наменети од Европската Унија за развој на аграрот во сферата на механизација и агромеханизација, има прилично голем интерес. За таа цел во студиото го поканив Никола Бабовски, директор на Агенцијата на Фондот за развој на аграрот, поедноставено. И затоа на почеток, господине Бабовски, прво, каков е интересот и што е во рамките на оваа понуда со која практично завршува траншата 2014-2020 од средствата наменети за развој на аграрот. Добро утро, добар ден. Поздрав до сите оние кои што се во овој момент заедно со нас. Како што кажавте, во овој период, односно до сабота, е возможно поднесување на документи за мерка 1, која што ние популарно рекуваме, значи модернизација на земјоделските стопанства. Тоа е повик кој го отворивме на 29 февруар оваа година, меѓутоа поради сите случувања поврзани со пред се пандемијата со COVID-19, ние на неколку пати излегувавме во пресред на големиот интерес, пошто прашавте каков е интересо. Значи, сите претходни повици, а и овој покажува дека се работи на вистина за голем интерес. Така да во тек на месец март направивме и пролонгирање на 15 март, значи пред објавување на воредната состојба. Што се финансира со овие средства? Со овие средства пред се финансира, значи, малите земјоделски стопанства кои што се во развој. Значи, ова е развојна компонента, бидејќи средствата од европските фондови или конкретно од ИПАРТ програмата се наменети, без разлика за која мерка се работи, се наменети за развој на капацитетите и достигнување на ЕУ и националните стандарди. Пред се овде во оваа мерка е наменета, значи, за сите оние кои што се занимаваат со растително производство, сточарско производство, кои што сакаат да направат маркетинг и продажба на своите земјоделски пред се производи. Значи, тоа е само механизација, не и освојување на нови површини, агротехничките услови, подобрување? Да, за подобрување на агротехничките услови, да, зголемување на површините секако се добро дојдени, значи зголемување на капацитетите, наменета е за секторот сточарство, како што кажав, и растително производство, каде што цела земјоделска приклучна механизација е соодветна. Во овој повик единствено нема можност да се аплицира за трактори како дел од земјоделската механизација, заради тоа што фондот кој што беше заменен за ваков тип на механизација за тракторите се искористи уште во првиот повик, бидејќи тогаш имавме 424 апликанти соодветни, а не сакајќи никој да биде оштетен, буквално обезбедивме средства и начин како тој фонд наменет за цел програмски период да го искористиме на тој повик. И луѓето веќе ги завршуваат самите апликации. До сега искористеноста е, можам да кажам, одлична, веќе 50% од расположивиот фонд од 80 милиони евра, од кои 60 милиони евра се европски средства, 20 милиони е националното кофинансирање. Ние имаме склучено веќе 1644 договори во висина од 40 милиони евра. Значи, за само 3 години, бидејќи првиот повик беше 2017, крајот на 2017 почна да се обработуваат првите барања, направивме голем број на измени во самите процедури и веќе за 3 години имаме искористеност на 50% од овој програмски период. Значи, ние до сега, тоа треба малце да го вулгаризираме, за да ги поверете. разбиеме табуите дека до Европа и не е до нас.
Прво, мислам дека 17% или 18% беа искористени првите 2-3 години од оваа компонента на ИПА, односно ИПАР за земјоделие. Да. Сега вие велите 50% од овие 80 милиона кои ни се достапни. Тоа значи практично ние ќе искористиме 40%. Сега моето прашање 40 Повеќе ќе бидат на крајот, ама Добро. во ред. Еве нека бидат и 50 милиона. Моето едноставно прашање е: сите се збудалени во Македонија, па и во Југоисточна Европа, дека од овие новите фондови на Европска Унија пост-ковидни, многу пари ќе се слеат во Македонија. Откако се отрезнивме дека тие ќе се сведат на околу 500 милиони, сега прашањето ми е: не е прашањето само на парите и на висината, прашањето е на нашата неспособност да ги искористиме и да создадеме вредносни апликации со идеја и со реализација. Вака, се можам слободно да кажам, значи за овај програмски период и за ова време кога сум јас на чело на оваа институција, дека точно се до нас покажавме дека можеме и знаеме да ги искористиме. Во првиот програмски период на ИПАРТ 1 програмата од 2007 до 2013 беа искористени нецели 13% од 120 милиони евра. Тогаш имавме на располагање многу поголем буџет. Во овај програмски период... И затоа што не ги искористиме, ни се намалени? Ни се намалени на 80, меѓутоа, со ова покажавме дека и Македонија, значи граѓаните на ова наша држава убава и пред се земјоделска држава, морам да го нагласам, тоа можеби некои нема да се сложат, меѓутоа ние покажавме и докажавме во овој период дека инвестирањето во земјоделието носи добри резултати. Дека земјоделието има капацитет и во стручните тела, значи не е само агенцијата која учествува во овој процес учествува и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку телото за управување, учествува Министерството за финансии преку Националниот фонд, учествува Државниот завод за ревизија преку ревизија на сето она што ние го работиме. Значи тука е една комплексна структура која работиме на ИПАР програмата, меѓутоа еве како една илустрација ќе ви кажам, во токму за овој повик ние сакајќи да ја приближиме програмата и да ги објасниме сите можеби нејасноти кои што се јавуваат или недоволно доречени работи, организиравме 32 инфоденови во овој период. Се со цел програмата, можностите, начинот на аплицирање, начинот на припрема на документацијата да ги направиме појасни, Зошто подостапни. не можеме да ги искористиме со оглед на фактот, јас тоа постојано зборувам дека Романија и Бугарија исцицаа пари од европските фондови од ИПА и што све направи у Добруџа и тамо Русе и така натаму. Не знаеме да аплицираме, недоволно ги едуцираме аграрците. Оти сега внимавајте, ако се соочиме со корона последиците, цел свет и главните стратези велат дека се друго може да паѓа, храната ќе биде одржлива и ќе биде просперитетна. И сега ја читам еден аспект од целите на ИПАРТ програмата: подобрување на додатна вредност на земјоделско-прехранбените производи, усогласување со стандардите на ЕУ за квалитет и јавно здравство. Да. Тоа значи дека сега, со оглед на концептот на развојот на аграрот и на јавното здравство, тоа е важната компонента. Што ќе направиме и што правиме на овој план? Значи вака, ние, како што кажав, како агенција и како цела ИПАРТ структура, зборувам, значи можам слободно во името на сите своји колеги да го кажам тоа, максимално направивме во овој период да со цела помош која што нудиме и преку ИПАРТ програмата и преку националната програма, бидејќи ние имплементираме и националната програма, направивме исчекор, и то добар исчекор, да во голем сегмент да дојдеме пред се до квалитетен производ. Со тоа да придонесуваме и до јавното здравство, што го кажавте. Бидејќи сите проекти, без разлика дали од која мерка се трите мерки кои што ги испроведуваме преку ИПАРТ програмата, сите имаат клаузула дека корисникот на овие средства на крајот на инвестицијата треба во сегментот во кој што инвестирал да ги достигне националните и европските стандарди. Значи тоа е условот за да бидат средствата вратени, да се направи поврат на средствата кај секој еден апликант.
Што значи тоа во пракса? Тоа значи, еве да земеме од земјоделството, сточарското производство. Ако тој набавува лактофризери корисникот, тоа е токму она. Повеќе нема млекото да го собира во ѓумови и да го предава во откупниот центар, него има современ систем за измолзување, има лактофризер во кој што на одредена температура и со чистота секако се одржува млекото, има филтри, доаѓа соодветно возило, го товари тоа млеко и на крајот имаме добар и квалитетен производ кој ги не само на фармата задоволува стандардите, него и во мало продажба кога ќе стигне таа преработка од млеко, стига со навистина завиден За квалитет. млекото малку подоцна, зашто прочитав неколку информации околу млеко производството во Македонија, но читам дека од ова компонента на ИПАРТ подобрување на квалитетот на животот кај руралното население. Да. Кога ова ќе прочитам, мојата прва замисла и асоциација ми се словенечките стопанства, во кој на предниот дел кој ќе видите куќарката и цвеќето, ни на крај памет не ви доаѓа дека позади ви е сточарскиот, свиногојството. Економскиот дел. Што е тоа што ние не успеаме да направиме култивиран живот во нашите села? Не успеавме во изминатиот период точно, меѓутоа агенцијата во текот на 2018 имаше повик од националната програма во која што токму мерките популарни се 321, 322 и 323 кои што се однесуваат токму на подобрување на условите за живот во руралните средини, ние одобривме 200 проекти на општините во висина од 38 милиони евра финансиска поддршка токму за подобрување на овие услови. Дали се тоа изградба на улици, дали се тоа уредување партерно на одредени паркови, зеленила и така натаму. Дали е тоа во прашање домовите кои што беа во една руинирана состојба, дали тоа беше во прашање канализациони и водоводни системи. Значи, сите општини аплицира и скоро сите општини во Република Северна Македонија добија најмалку по 3 проекти токму за создавање на соодветни услови за живот во овие рурални средини. Лесно е овде во Скопје, каде што е се климатизирано, асфалтирано, бекатон, тепих и така натаму. Јас сум ја поминал цела држава и го повикувам секој еден кој што има можеби скепса дали треба да се инвестира во ова, да дојде со мене, па да види како е во прашина, како е во кал, како е на ветар, дожд, сонце, снег, и да види дека таквите проекти се навистина неопходни. Дури ние и при сега припремање на програмскиот период ИПАР 3, односно усогласување со Директоратот за земјоделство од Брисел, работиме на создавање на и креираме веќе една нова мерка, тоа е рурална јавна инфраструктура, каде што средствата од таа мерка, значи од ИПАРТ фондот, ќе бидат наменети исто така за општините за подобрување на условите за живот во овие наши средини каде што живеат наши луѓе, а тие наши луѓе ја хранат цела држава. Добро. Сега поминуваме на едно прашање кое пак е поврзано со руралниот развој и повторно со ова постпандемиската атмосфера во Македонија. Ако светските стручњаци предупредуваат дека економијата ќе во тешките индустрии, во текстилните индустрии ќе доживуваат сериозни ломови, во најголем дел на одреден начин на компензација е во аграрот и во развојот на прехранбената индустрија. Тоа што мене ме заинтригира се последните податоци од Државниот завод за статистика, во кое, ако ја добро забележав, пат на површините на тутун, пченица и јачмен, повеќе јаболка и раноградинарски култури. Зошто во услови во кои ние увезуваме преку 55-60% пченица, не можеме да ги зголемиме површините? Зошто тутунот кој кај нас сега стана веќе исплатлива категорија со субвенциите и со ова, одеднаш, мислам дека од 20.000 е паднато на 18.500. Дали е тоа тренд? Дали е притисокот тутунот на одреден начин да се ископачува поради некои стандарди други, или постои реално недостиг на работна сила и интерес?
Тоа евидентно е дека постои недостиг на работна сила. Земјоделството до сега во овој момент апсорбира негде од 16 до 17% од работната сила во Република Северна Македонија. Капацитетот на самата гранка, како стопанска гранка, е до 20% да може да апсорбира од работоспособното население. Се јавуваат вакви, да речам, разлики во бројките. Прво една се должи на окрупнување на земјоделските стопанства, сепак е кај нас тоа евидентно. Модернизација, каде што со купување преку овие програми на соодветна механизација се намалува во одредени сектори потребата од работна сила, а од друга страна, освен, да земеме растително или сточарско производство, не е битно, осим производството на свежо свинско месо, кое ги задоволува нашите потреби, се друго увезува. Дури и во живинарството, каде што голема експанзија имаме. Голема експанзија, се уште не можеме да ги задоволиме сопствените потреби. Да, па токму овие проекти се за поддршка на таквите инвестиции кои сакаат да инвестираат во аграрниот сектор, без разлика дали се работи за примарно производство или за преработувачката индустрија. Важна компонента на преработувачката индустрија и воопшто на развојот на аграрот се ладилниците и тие капацитети, освен... Тоа се кофинансира од кај нас. Дали се кофинансира и дали има интерес за тоа? Интересот е голем. Со сите продолжувања, излегувања во пресред на потребите на граѓаните во еден специфичен период во изминатиот период на пандемија, ние направивме се и со продолжување, дури донесовме на 10 април и уредба со законска сила, бидејќи видовме дека луѓето не ќе може да ги спремаат документите, каде што ги замрзнавме сите рокови за аплицирање по ИПАР програмата и затоа последниот датум каде што преку пошта можат да ги достават документите е 1 август, односно до сабота. Ние направивме се да излеземе во пресред да се овозможи искористувањето, модернизацијата на сите пред се искористување на оние средства. Буџетот ни е за овој повик 9,2 милиони евра, веќе имаме преку 450 барања и во овој. За колку? За колкава сума барање? Барањата моментално се во висина од 4,5, односно 4,6 милиони евра. Тоа е повторно 50% од можниот фонд. Да. Ама ние доколку остана средства до крајот на година да ќе објавиме и нов повик, нема да ги оставиме средствата. До сега не сме оставиле. Не ги враќате парите? Не ги мобилизира Европска унија? Не. До сега, значи, зборувам за овие 3 години, не се случило за ниедна година да имаме декомитмент на неисплатени средства. Значи, секоја сме ги исплаќале према корисниците средствата на реализираните проекти, дури и повеќе отколку што било планирана за таа финансиска година, се со цел да нивото на искористување на овие средства го дигнеме на максимум врз база на она што го затекнавме. Значи, програмскиот период започна од 2014 и трае до 2020. Прв повик беше во 2017. Значи, времето се губи, средствата кои што беа лоцирани за тие години се неповратно изгубени за жал. Ние гледаме, значи, бараме можности, сме во преговори, цела ИПАР структура со DG Agri да најдеме дополнителни средства кои што одредени други држави знаеме дека нема да ги искористат во овој програмски период, да може да ни се доделат па уште неколку повици до активирање на ИПАР 3 програмата, да објавиме уште неколку други повици. Рековме дека и покрај рапидниот раст на живинарството и на таа индустрија, се уште имаме увоз на кокошки, пилиња и преработувачки производи, но нешто што е тренд, а не гледам или не можам да видам дали во Македонија краварството или говедарството, како сакате, го следи трендот на отварање на млекарници во Македонија. Во Македонија има невообичаен тренд. Ние на мал простор, освен овие големи 3-14 индустрии кои се сериозни, има и 2, 4, 6, 8, 10, 12, значи уште едно 15, условно кажам, помали или регионални, дури и рурални млекопроизводители, односно млекарници, кои задоволуваат одредени капацитети. Сега прашањето е,
Тоа малку ми личи на овој германскиот концепт за пиво. Секое село има своја пивница. Но, што правиме со производство, со развојот на фармерството за Сточниот фонд да го зголемиме. Да. Ние, значи, со доаѓањето на ова власт увидовме, и тоа не мора да сте експерт, некој посебен да знаете, значи, уназад се гледа дека се намалуваше сточниот фонд, заради тоа направивме програма посебна, која се однесуваше, имаше и јавен повик, склучивме 68 договори токму за зголемување на сточниот фонд. Обезбедивме тие 68 договори на корисници, значи на земјоделци, фармери. Корисници на оваа помош изнесува 134,4 милиони денари за набавка на нови педигрирани високомлечни крави. Најголемиот дел или повеќе од 50% од ними веќе го реализираат тој проект. 38 апликанти ги донесоа своите грла од странски сертифицирани одгледувалишта и ова го правивме се со цел да се зголеми генетскиот потенцијал на она што го имаме на располагање. Бидејќи вие кога увезувате високогенетски грла, значи не само што увезувате добра крава која ќе дава високи количини на годишно ниво на млеко, дали 8, 9, 10.000 или 12.000 литри млеко, вие увезувате генетски материјал, што е посебно значајно, бидејќи тие грла понатаму имаат свое потомство. А тоа потомство е педигрирано веќе и тоа потомство во себе носи висок генетски потенцијал за производство на млеко. Апсолутна бројка. Има зголемување на фондот. Имаме мало намалување кај овчарството. Тоа се податоци од ДАХАВ кои што Агенцијата за храна и ветерина ги поседува, бидејќи тие секоја година си прават и годишен попис на стоката. Имаме, значи, зголемување кај краварството, меѓутоа за жал имаме намалување на овчарството како бројка. Ја не можам да разберам како тоа една сиромашна Македонија од турско време и после Втората светска војна имаше речиси до 1.800.000 грла овци, да. Ние сега сме сведени под 1 милион. Што е тоа што се случува? Нема пасишта, нема луѓе, нема капацитети за преработка, како и да дојде Великден, отидоа јагнињата на запад. Па гледате, тука се повеќе фактори. Значи, тука беше онај период кога се пројави бруцелозата, која што направи голем дисбаланс на пазарот, значи каде што цената од 180 па 200 и 210 денари беше на килограм јагнешко месо, живо месо, значи живо јагне, падна на 100, 120, 130, зависи, значи од моментот 160 денари, што е голем дисбаланс на пазарот. Македонија не можеше да извезува живо јагне, мораше сето тоа да биде заклано во соодветни кланици кои што имат европско бројче, односно кои што можат да извезуваат и во Европската унија. Од испричени беше затворен источниот пазар, значи Блискиот исток, и тоа доведе и до намалување на бројот на овци. Ние се потрудивме во овој период, она што беше барем возможно во овие 3 години да се направивме дигитализација на сите пасишта во Република Северна Македонија. Со тоа дадовме можност на јавното предпријатие за стопанисување со пасишта да може понатаму да стопанисува. Во наредниот период беше влезено во собраниска процедура, меѓутоа поради предвремените парламентарни избори застана измена и на законот за пасишта, каде што досега закупнината е 1 година, што како 1 година, како временски период на закуп е несоодветно да може сточарот да аплицира со тие површини за ИПАРД програмата, бидејќи закупот треба да биде најмалку 5 години. Со овие законски измени тоа ќе се овозможи сточарите да го земат на повеќе годишен закуп тоа земјишта, односно тие пасишта, и со тоа ќе бидат автоматски соодветни за аплицирање на ИПАРД програмата, и токму тоа на развој на руралните средини, каде што на тие места ќе можат понатаму да ги модернизираат своите бачила, да градат мандри, значи да излегуваат она што го велиме финален производ со навистина додадена вредност. Добро, поштовани гледачи, завршувам разговор со Никола Бабовски, директор на Агенцијата за финансирање и поддршка на аграрот во Македонија. Разговараме за едно од најважните и најкорисни вредностни донации од Европската унија, тоа се ИПА фондовите, а под
КАСТ се ИПАРД фондовите за развој на аграрот. Но сакам да завршиме со компонента во која кај се нашите слабости. Значи, од 120 милиони 2007 до таму не знам 2012-13 искористивме 15 на 100. Од тоа се намалуваат на 80 милиони. Да. Сега и ова што конкурсот вие го распишувате од 7-8 милиони 9,2 милиони е моментално. околу 4,5 милиона апликацијата Досега. Значи, прво прашање. Не знаеме да ги користиме, немаме, да речем, условно консултантски и организирани организирани тимови кои може да им помагаат за аплицирање. И трето, дали воопшто размислуваме да промениме некаков концепт за да земеме повише пари, зашто илузија е да мислиме дека можеме аграрот да го формираме и да го развиваме само со сопствени капацитети. Дури и Западна, дури и Европската унија тоа не го прави. Ако сега да знаеме, значи најголемиот дел од фондот на Европската унија е наменет токму за членките на Европската унија и за развојот на нивното земјоделие, значи оттаму ги црпат најголемите пари, исто треба да го правиме и ние. И јас сум сигурен дека тој тренд кој што го покажавме, значи за 3 години вие да искористите 50% од средствата да ги ставите на располагање на корисниците е навистина за самата држава успех. Затоа и DJ Agri кажа дека Република Северна Македонија е лидер во имплементација и искористување на средствата во регионот. Меѓутоа тоа не треба да не залажи, не треба да не успие. Ние затоа и во овој момент јас за жал реков се негде на 450 барања со 4,5-4,6 милиони од 9,2 кои што се на располагање, ама се уште треба да мениме некои работи во нашиот менталитет. Со сите пролонгирања, со сите излегувања во пресред и справување со ковид кризата. Ние се уште за жал она нашето македонско чекаме последниот минут, последниот час да ги поднесеме апликациите. Така не смееме да работиме понатаму. Иако, кажав, во 32 инфоденови во овој период бевме достапни. Индивидуалните земјоделци или стопанства, бидејќи ова е за нив, се сигурни во пласманот и наоѓаат перспектива во развојот на земјоделите. Дали во популаризацијата на финанската помош, овој дел е важната компонента на Апсолутно дека е важна, бидејќи и програмата значи носи повисоки поврат на повисоки средства. 65% од средствата се враќаат доколку апликантот е лице од 18 до 40 години. Значи еве иднината на еден условно млад човек да остани токму во своето родно огниште, токму да остане во таа рурална средина, државата да ги обезбеди сите услови за нормален живот во таа средина, а преку користење пред се на европските фондови и дел каде што има потреба нормално и од нашиот фонд за земјоделие, да може да има достоен, пристоен живот, а со тоа да не храни сите нас. Значи од 1 милион може да очекува 600.000 поврат. 650.000 доколку пак практично тоа е нето помош. Тамо нема никакви други. Немаме ние. Па што е тоа што ние не успеаме да ги мобилизираме и мотивираме земјоделците? Па досега искрено ќе кажам беше направе некој баук дека тешко се стигнува до европските пари. Покажавме дека не се стигнува тешко, дека постојат одредени регулативи и процедури кои мора да се испочитуваат. Значи, не е како при националните програми кои што се малку пофлексибилни, мада и таму направивме огромни измени. Значи, процедурата е процедура. Соодветните документи кои треба да се приложат, мора да се приложат. Она постапка кој треба да се помени, треба да се помени. И на крајот нема, одговорно тврдам, нема ни еден кој ги следел сите правила на ИПАР програмата, а да не му се вратени парите. Не му се рефундира. Добро, благодарам многу. Никола Бабовски, директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството во Македонија. Поштовани гледачи, ова е еден важен сегмент, не случајно Бабовски го повикав кој ја познава оваа состојба многу подетално, затоа што во светот веќе почнуваат калкулациите кои области може да бидат адаптивни на постпандемиската
економска компонента на развојот во земјите и тоа главно се светски стручњаци велат дека храната и аграрот ќе бидат најважната компонента, а ние мислам дека имаме добри потенцијали. Бабовски ви благодарам уште еднаш со желба да ги потрошите сите пари. Ви благодарам. Обично им велиме чувајте пари, ние сега велиме потрошите ги сите пари. Не, значи ние сме од институциите во државата која воопшто за онај фонд на средства со кој што располагаме, кој имаме годишна реализација на средствата од 99,678 на годишна ниво. Добро, ви благодарам многу. Се надевам у новата влада ќе се најдете некаде да бидеме понатаму нови соговорници. Да сме живи и здрави, времето ќе си ја покаже својата. Добро. Инаку, семејството од Битола го повлековте или не? Не. Јас сум, значи, локал патриот, ако може така да се наречи. Фамилијата ми е во Битола, таму сопругата работи. Од кај од власите локал патриоти која се универзални вака? Па ние сме космополити, па затоа сум и во Скопје денес. Добро. Благодарам, тоа беше Никола Бабовски.